Добро вечер, вести на Канал 5. Лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски тврди дека нема разговори со премиерот Мицкоски за смена на ресорот правда со земјоделство. Конечниот исход на разговорите кои се во тек се очекува во вторник, но се поизвестно е реконструкцијата на владата да биде поголема од 1/3 од министрите. Според дел од аналитичарите, обемната промена исклучува предвремени парламентарни избори барем годинава. Јана Јосифовска. Лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски во присуство на двајцата министри Минчев и Филков не откри повеќе детали околу преговорите со премиерот Мицкоски за владината реконструкција и повтори дека сите опции се на маса. Димитриевски кажа дека е задоволен од работата на двајцата министри на ЗНАМ, но остави отворена опција и за можни рокади на ресори, без да ги потврди шпекулациите, дека ги бара Министерството за внатрешни, одбрана или финансии, во случај да треба да се откажат од правда. Сепак Димитриевски тврди дека Министерството за земјоделство досега не е на маса во преговорите со Мицкоски, ресор кој според досегашните брифинзи од владеачките партии веќе е ветен на вреди. Се уште нема такви предлози на маса, така да не би сакал да шпекулирам. Постојат многу медиуми кои што брифираат врз база на принципот рекла казала и не би сакал да се спуштам на тоа ниво. Првенствено сите активности во тој дел се менаџирани од страна на премиерот и мандатарот, кој што има апсолутно свое право да посочи, укаже, да направи одредени комбинаторики во делот на распределбата на власта помеѓу владините партнери, а наше е дали ќе се согласиме со тоа или не. И додека Димитриевски демантира дека за земјоделие воопшто е разговарано, во јавноста како нов министер веќе се споменува името на Борче Серафимовски од ЗНАМ, кој во моментов ја извршува функцијата државен секретар во истиот ресор. Инаку, според информациите од досегашниот тек на разговорите, најмалку 6 министри ќе ги напуштат функциите во предстојната реконструкција. Според информациите на Канал 5, покрај во правда, Мицкоски ќе направи промени и во здравство, култура, спорт, односи меѓу заедниците, социјална политика и земјоделие, но не се исклучуваат и други. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета дека допрва ќе се види кадровскиот потенцијал на реконструираниот владин тим, но не верува дека евентуалните разлики меѓу владините партнери околу министерските места и ресори можат да предизвикаат посериозна дестабилизација на Илинденска. Но во смисла на политичка оптика, мислам дека сепак реконструкцијата ќе иде малку поголема, односно дека ќе оди со гласање на цела влада во собранието. Тоа што го видовме во медиумите, значи најавите кои ги видовме за рокади и за промени, упатуваат на тоа дека нема да биде проста замена на министри, а какви ќе бидат новите министри кои ќе седнат и дали ќе испорачат, тоа допрва ќе видиме. Јас мислам дека на крајот ќе се помират, бидејќи не верувам дека владината коалиција е во фаза во која сака да ја растура приказката и владината коалиција за едно министерско место. На крај мислам дека ќе најдат заедничко решение, бидејќи сепак се работи за кадровска промена, а не проблем во идеологија. Арсовски смета дека владината реконструкција не може да биде вовет ниту контекст за предвремени избори, ако тие како опција се споменуваат дури за следната година. Камерите на МВР за 5 месеци санкционирале 120.000 прекршоци, но системот и натаму нема можност да ги казнува возилата со странски регистарски таблички, чија фреквенција е зголемена со почетокот на летната сезона. За надминување на проблемот, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на денешниот отчет за 2 годишнината од мандатот најави дека ќе се постави пункт во близина на граничниот премин Табановце. Проблем е процесот на спроведување, идентификување и достава во однос на собствениците на странските возила. Зошто? Заради тоа што едноставно е, собствениците на македонски возила ги имаме во систем со целокупната ажурирање на базата на податоци која што имавме, која што отпочна година дена пред да официјално започне имплементацијата на СЕФСИТИ. Нажалост, таква можност за ставање во функција на собственици на странски регистарски возила сме немале, која што би можело ефективно да го даде резултатот.
А министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и министерот за внатрешни работи на Албанија Бесфорд Љамалари денеска во Пешкопеја, Албанија, подпишаа договор за воспоставување заеднички гранични премини и спроведување заеднички гранични контроли меѓу двете држави. Во своето обраќање, како што соопшти МВР, министерот Тошковски оценил дека договорот представува значаен чекор кон поефикасно, побезбедно и попредвидливо управување со границата, со директни придобивки за граѓаните, стопанството и институциите. Претходно заеднички контроли беа воспоставени и со Србија и со Косово. Потврден е случај на денга треска во Македонија, информираше директорот на клиниката за инфективни болести Фадил Цана. Болест е откриена кај 42 годишник од Бангладеш кој пристигнал во Македонија на работа. Случајот е потврден врз основа на лабораториски наоди направени на инфективната клиника во Скопје и во Институтот за јавно здравје. Заболениот е хоспитализиран на инфективна клиника, а здравствените власти уверуваат дека во моментов не постои ризик за ширење на болеста. Денга треската се пренесува исклучиво од убот на комарец. Инаку во Скопје авионска дезинсекција против возрастни форми на комарци е најавена за утре во раните утрински часови. 3 пожари на отворен простор се појавија денеска, од кои 2 се уште се активни, соопштија попладнето од Центарот за управување со кризи. Првиот активен пожар е во општина Газибава, кај село Трубарево, каде што гори ниска вегетација и ниска шума. Другиот активен пожар е на територија на општина Липково, кај село Опае, каде се зафатени ниска вегетација и жито. Изгаснатиот пожар бил на подрачјето на општина Велес на улицата Димко Најдов. Опожарена била ниска вегетација. Бројот на електронски услуги на порталот услуги.gov.mk е тројно зголемен, а бројот на издадени услуги е 9 пати поголем, рече министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски на отчетот за 2 годишнината од мандатот. Во Македонија предолго зборувавме за дигитализација. Се најавува стратегии, портали, системи и реформи. Но граѓанинот често не гледаше промена во својот секојдневен живот. Ние сакавме да ја прекинеме таа пракса. Реформа која граѓанинот не ја чувствува, не е завршена реформа. Дигитализација која не ја намалува бирократијата е само технички проект. И опозицијската СДСМ продолжи со пресконференциите со критики на досегашниот мандат на владата. Денеска во фокусот им беа состојбите во земјоделството. Ветуваа сигурен откуп за гарантирани цени, повисоки субвенции, инвестиции, поддршка за младите земјоделци и заштита на домашното производство. Ги излажаа земјоделците. Ништо не исполнија. Откупот на земјоделски производи од малите земјоделци е намален за 46,2%. Ветија 180 милиони евра финансиска поддршка за земјоделците. Не само што не се 180 милиони евра, туку и ги намалија за 40 милиони евра. Ги гледавте вестите, имајте убава вечер.